Здраво на сите! Добредојавте во Токен Падок. Како што најавив пред неколку денови, дека ќе имаме едно ново видео во еден поинаков формат. За мене прв пат ова ќе биде јас да правам интервју на мои гости. Овие двајца мои гости се професионални брокери во Шпаркасе банка и тие тргуваат акции, ETF фондови и исто така обврзници и ги нудат своите услуги како брокери за сите наши потенцијални инвеститори. Интересно е што во Македонија од пред неколку години ние веќе имаме можност како физички лица или како правни лица да инвестираме во акции што се од америчкиот пазар, од европскиот пазар и многу други светски пазари. Круцијалноста и битноста на инвестицијата, на инвестирањето, тоа за секој еден човек што сака да има просперитет во својот живот мора да инвестира во финансиски средства. Токму затоа јас и во мојата книга многу пати го спомнував и на мои интервјуа, на мои разговори и исто така во првиот модул од книгата јас зборував за финансиски средства, ги спомнав и овие финансиски средства што вечерва на ова интервју ќе ги дискутираме дека се многу битни, затоа што на крајот на денот битно е секој еден да се обиди да почне, ако не почнал до сега, да почне да инвестира, затоа што само со инвестирање да направите финансиски прогрес во вашиот живот. Инаку за ова интервју неколку работи, сакам да кажам дека овие професионални брокери го повторија тоа што јас многу пати го кажував, го делат тоа мислење со мене, дека сепак рецесијата си го носи своето и дека ликвидноста на пазарите е намалена за разлика од кога сме во едни нормални услови. Но меѓутоа, исто така тие се согласија со мене дека вакви ситуации на bear market, на лоши ситуации како што е сега, некоја си би рекол лимбо ситуација на пазарот, каде што пазарот е стагнантен, сепак тоа може да биде одлична можност за да се почне со инвестирање. Се надевам дека ќе ви се допадне интервјуто што следи. Сите, добредојавте во Токен Падок Македонија. Како што најавив, вечерва ги имам нашите гости, професионални трейдери, професионалци што работат во областа на акции, инаку познато како брокери. За тие што не знаат, брокери се луѓе, професионалци што работат за веќе јавно листувани компании, односно акции, обврзници, фондови, може да бидат и други финансиски средства, но во овој случај ние ќе зборуваме за овие финансиски средства што нашите гости ги работат. Пред да започнеме, би сакал да се запознаеме. Повели, Бојан, да ни се представиш пред нашата публика. Здраво, здраво. Јас сум Бојан Пандиловски. Работам во службата за хартија од вредност со Шпаркасе банка, односно како брокер со неколкогодишно работно искуство. Нашата работа, како што не најави ти, Даре, е тргување на хартија од вредност на клиенти, како на македонската, така и на странска берза. Така. Повели, Тимчо, со тебе да се представиш пред нашите публика. Здраво на сите, јас сум Тимчо Ридов, јас сум исто така брокер, работам веќе 9 години во Шпаркасе банка, во последните неколку години сум во брокерскиот дел. Како што знаете и што ќе кажеме во овој подкаст, моментално брокерската работа е доста интересна, покрај тоа што се тргува македонска берза како и до сега, се смени пред неколку години и законот во Македонија, може да тргуваат исто така и странски берзи, односно се купуваат сите акции од целиот свет. Одлично, супер. Јас тоа многу пати сум го спомнувал и во книгата моја го пишував. Од 9 модули на книгата, првиот модул е запознавање на економијата, запознавање на финансиски средства. Секогаш сум спомнувал на секое едно интервју, на секое мое јавно излагање, така да и сега, кога веќе го правам ова интервју, морам повторно да спомнам. Значи, инвестирањето е клуч.
инвестирањето мора секој еден да се едуцира за да разбере колку е битно инвестирањето. Без разлика дали тоа е физичко лице, дали тоа е предприемач на мало, средно или големо предпријатие. Значи, мора додека ние работиме со нашиот бизнис или со нашата работа, мора ние и да ги оставиме нашите пари да работат за нас. И тоа е главната поента во инвестирањето. И затоа јас многу често сум кажал, значи јас покрај тоа што се занимавам нели со криптовалутите, јас сум кажал многу пати дека без разлика кој во што вложува, дали тоа е во акции, во било кој финансиски средства, дали се акции, обврзници, комодитети, фондови или криптовалути, без разлика. Се додека сте инвеститор, вие сте на добар пат. И јас тоа многу пати сум го споменал и токму затоа вечерва ја правиме ова емисија со овие наши гости, двајца професионални брокери кои тргуваат акции и сега тргуваат исто така и меѓународни странски акции. Пред да навлезиме во разговорот и да зборуваме како одат тие работи и кој може сето тоа да отргува, јас би сакал прво да почнеме со дефинициите, односно да ги запознаеме луѓе кои не се запознаени за финансиските средства, да им објасниме на кратка, наједноставна дефиниција што се тоа акции, што се тоа фондови, што се тоа обврзници и кои се предностите или негативностите на секоја од тие финансиски средства. Бојан, повели. Вака, сега јас накратко ќе ги објаснам. Најнапред акциите, тие се најинтересни, тие од таму почнува се и при инвестирањето. Значи акциите представуваат собствени харти од вредност каде што инвеститорот се стекнува со идеален и неделив дел на основната главнина на одредена компанија. Предноста од инвестирањето во акции е тоа што може да заработи инвеститорот на капитална добивка и при тоа да оствари дополнителен принос во вид на дивиденда. Секако покрај добивката, секоја добивка се има соодветна загуба, можно и да се на краток рок да се оствари капитална загуба, но сепак на долг рок секоја инвестиција се исплати. Од друга страна, ETF фондовите, тие се фондови или exchange traded funds, тоа се фондови кои што се тргуваат на берза. Претежно најчесто се тоа странски фондови или народно кажано тоа е кошничка од повеќе харти од вредност. Например, Standard & Poor's ETF-от на Standard & Poor's 500 ги содржи најголемите 500 компании и всушност како што се движи тој индекс, на каква е волатилноста на тој индекс, така се движи и цената на уделот на тој фонд. Предност е тоа тука што е помалце ризична, ETF-от е помалце ризичен за разлика од инвестирањето во акцијата и знаеме дека повисокиот ризик носи повисок принос и понискиот ризик носи понизок принос. И без ризичното финансиско средство, знаеме сите, тоа се обврзниците, односно тие представуваат долгорочно должнички харти од вредност, каде што издавачот му гарантира на собственикот на обврзницата дека еднократно или на рати ќе му ја плати основната главнина и каматата на определен датум во иднина. Тоа би било накратко кажено. Така, значи, уште ова сакав да пообјаснам малку, уште поедноставно да го направиме. Значи, акции станува збор кога луѓето фактички купуваат удел од фирмата. Значи, пример, сега ако купиме од Microsoft акции, ние фактички стануваме како косопственици на некој начин, значи некој удел имаме од таа фирма. Колку повеќе акции, толку поголем е уделот, нели? Тоа сакав да го разјаснам. Кога станува за ETF фондови, тоа се компании, фирми кои менаџираат финансиски средства и прават одредена кошничка на финансиски средства, значи различни акции, може да бидат обврзници, можат комодитети да бидат било што, и сето тоа како едно портфолио, и кога луѓето инвестираат во тоа, фактички инвестираат во портфолиото што таа фирма го направила. Така е. Нели? А кога зборуваме за обврзници, значи обврзниците се фактички купување на долг од државата, односно државата издава повеќе, дава, пример да речеме како позајмица тоа му иде. Државата фактички бара заем и вика, окей, сега ми треба, пример да речеме, сега наједноставно да направиме, да речеме 10.000 евра,
некој инвеститор може да биде и физичко лице, може и да биде некоја фирма и да купи, односно да даде позајмица на државата, со тоа што државата му гарантира дека за одреден рок ќе добие одредена камата како поврат на тие пари што ги дале на заем. Така? Окей, тоа сакав да го појаснам, значи за некои луѓе што не се запознани за финансиски средства. Сега кога веќе зборуваме за финансиските средства и ги објаснивме како наједноставно, јас имам едно подпрашање пред да продолжиме, нели, со другите прашања. Моето прашање е дали може секој еден граѓанин, физичко лице или фирма од Македонија да вложува еве конкретно за акции и дали има минимум или максимум на инвестиција? Вака, значи секој граѓанин кој што физичко или правно лице може да вложува како на домашни, така и на странски пазари. Знаеме дека законот од 2019 кој што е усвоен од Комисијата за хартија од вредност дозволува за вложување на парични средства како на домашен, така и на странски пазар, што за минимум за вложување нема од максимум, секој може да си вложи оноко колку што се има парични средства, нормално е количински да минимумот е една акција. Не можеме да купиме ние пола акција од некоја компанија, да кажеме од Microsoft, од Google или од Apple. Мора да минимумот да е акција, а максимумот нема. Исто така и за правните лица, нема одреден максимум на парични средства или минимум, али количински исполни условот е една. Моје прашање сега пример овде, кога акциите кога една фирма оди јавно на берза и фактички тогаш тие пред тоа одлучуваат на колку делови, односно на колку акции би било тоа што би се продавало јавно, нели? Сега пример има врз основа на тоа на капиталот на фирмата, колку акции се поделени, така оди и цената на акциите. Сега пример, ако има една акција од 50 евра, дали може некој со 50 евра да започне? Нормално, ако акции кои што се со 10 евра, со пол евро, со неколку центи, самото вложување минимумот ќе го исполни. Минимумот е да се акција количина, на пример, минимум една количина од таа компанија. Таа компанија може да има вредност на низената акција да биде на, да кажеме, 10 центи. Ние го исполнуваме условот со една акција без разлика на износот на акцијата, значи може да секој инвеститор може да ја купи таа акција. Така. Окей, ти благодарам за тоа, мислам дека го појаснавме. Сега ова ме интересира, одиме на следно моје прашање е како клиентите да ги добиваат вашите услови, кои се предностите за инвеститорите кога веќе одат на овој начин да бидат инвеститори и кога би требало да одат преку вас како лиценцирани брокери. И исто така, кои се предностите што вие им ги нудите за некој да дојде да биде инвеститор токму преку вас? Зошто сте вие различни? Вака, сега, значи, како може да не добијат инвеститорите? Може да не добијат по контакт, мобил контакт по филијалите, преку филијалите или експозиторите на Шпарска банка, или да дојдат директно во централа Македонија, хотел Бристол. Значи, најчесто сме во контакт преку мобилен, но исто така и закажуваме голем дел од состаноци, каде што им објаснуваме како оди, која е процедурата и постапката за започнување, за тргување на хартија од вредност преку нас. Зошто сме ние посебни? Затоа што ние имаме сигурност. Шпарка банка е дел од групацијата на Штајер Маркише и Шпарка град, каде што има актива од околу 19 милиарди евра и е најголема Европа. Од друга страна, ние обезбедуваме сигурност, стабилност и ефикасност и транспарентност према нашите секојдневно ние клиенти, сме во контакт со клиентите и можеме да кажеме дека на тој начин се одвојуваме и обедуваме да ги привлечеме младите инвеститори да се вклучат и да тргуваат токму преку службата за хартија. Така.
Повели Тимчо. Би можел да се надоврзам исто на колегата, да кажам дека ние како Шпарк се банка почнавме пионири, станавме пионири во тргувањето со акции на странска берза. Значи закон се смени јуни месец 2019, ние почнавме октомври месец. Претходно исто стандардно е работи македонска берза. Значи на странска берза 90%, не кажам 99% од клиентите во Македонија што тргуваат во Америка, веќе се кај нас, значи тргуваат преку нас, што значи во последните години, значи 3 години ние стекливме доста ноу-хау за тргување. Значи покрај тоа што гледаме кои акции се интересни, каков профил на клиенти има, кои работи функционираат, кои не функционираат, меѓу другото ние веќе изградивме системи на работење. Предноста една од клучните предности е сигурноста, што кажа колегата Бојан, тоа што средствата ти се во Македонија, пред се имаш кастади служба која што се грижи за тебе, тука стоиме ние брокерите на располагање, било какво известување на дивиденда, сплит на акција, ревърс сплит или што и да има потреба се извести клиентот, докато не успеа да го добијат за еден ден на мејл, ние веднаш го контактираме, стоиме цело време на располагање на клиентите, слободно може да се јават, буквално има 24/7 користичка поддршка, условно кажам. Така. Се имам подпрашање на ова, Тимчо. Јас многу пати го имам цитирано Роберт Киосаки и многу го почитувам и го ценам. Од првите мои книги каде што сум учил за инвестирање, за тој мајндсет, било токму од Роберт Киосаки. Имам 4 книги од него прочитано, 2 морам да ги спомнам и мислам дека секој еден треба да ги прочита покрај мојата книга Фундаменти на криптоиндустријата, затоа што јас тука објаснувам за сите финансиски пазари, од 9 модули 7 зборувам за крипто, првиот е за економијата и на крај зборуваме за новата дигитална валута. Како и да се навратам на Киосаки. На една од неговите книги, едната беше Богат татко и сиромав татко, Rich Dad, Poor Dad, а другата се вика Cash Flow Quadrant. Јас на моите семинари, јас често тоа го зборувам, колку е многу битно да се биде инвеститор, и на тој Cash Flow Quadrant имаме 4 групации на луѓе. И во тие 4 групации на луѓе, 2 од тие 4 групации, значи тоа се начини на заработка, да им појасниме на публиката, и фактички од тие групации само 2 не плаќаат даноци. И зборуваме за легално не плаќање на даноци. Јас сум легалист, секогаш ги следам законите и на секој еден му предпочитувам, значи гледам секој еден треба да ги следи законите. Апсолутно, јас сум легалист во тој поглед, но меѓутоа ние зборуваме сега овде како инвеститори. И јас затоа сакав уште еднаш да спомнам, затоа што јас во многу мои разговори со многу луѓе што имаат фирми, што се предприемачи, не се свесни дека можат својата добивка, својот профит од фирмата да го реинвестираат и со тоа фактички иметни луѓе, инвеститори и вистински предприемачи тие вложуваат во финансиски средства и во случајов можат вас да ве побарат и да си ги вложат својот профит од фирмата, да си го вложат за тие пари уште повеќе да им раста со тек на време и парите да работат за нив. Апсолутно. Сега моето подпрашање тука беше Тимчо што еве пример, јас сум во друга банка, нема да спомнувам која. Сакам јас пример која ќе дојде на крајот од годината, следната година, ги фрлам, јас сакам да ги реинвестирам. И сега ова е прашање фактички за секој еден со фирма. Ние сме во друга банка, да речеме, еве и за мојот пример, што треба јас да направам за мојот профит да го инвестирам во акции и исто така во фондови. Што треба да направам? Значи, основно е чекореден да се отвори денарски и девизна сметка во Шпарка се банка, потоа склучуваме на име на фирмата, старателски договор, се вика отварање старателска сметка. Најпросто да не разбере македонската јавност, кога што имате девизна сметка на која се чуваат девизите или денарска на која се чуваат денарите, така отвараме старателска сметка на која се чуваат акциите. Значи, на таа старателска сметка се префрлаат средствата од денари, се конвертираат во долари, евра, фунти, зависно во која валута акцијата што сака да се купи. Потоа се купува акцијата или кога ќе стигнат акциите се чуваат додека ги поседувате на таа сметка. Таа сметка гласи на ваше име, дали на име на фирма или на физичко лице, додека се ги поседувате, тие се во ваша собственост. Кога ќе сакате да ги продавате, акциите се продаваат,
после 2 дена легнуваат средствата на старателска сметка и оттаму инвеститорот може да прави со тие пари што сака. Може да ги реинвестира назад, да купи други акции или други харти од вредност, може да ги подигне во вид на девизи, евра, долари, фунти или да ги конвертира во денари и да ги троши во македонскиот платен промет. Буквално целосно слобода. Како што кажа ти, Дарко, разликата помеѓу сиромашите и богатите е токму тоа знаење што го има, што кажува Киосаки. Значи, сите наши фирми поголеми што генерираат профити, може да ги инвестира средства во акции, затоа што акцијата се рачуна, како што кажа колегата, како имот. Фактички ти правиш реинвестиција. Ти само го зголемуваш капиталот на фирмата и го реинвестираш. Особено кога се работи за некои акции што дава дивиденда, фактички средствата што ги добива фирмата од дивиденда може слободно да ги реинвестира во нови акции. Фактички тоа ќе дојдат слободни акции. И на крајот после 5-10 години да акумулира многу имот и на крајот да ги продаде акциите, да плати законски данок колку што следува, 10-20% полука е за фирма и од тука натаму да ги троши тие пари на други работи. Исто така можеме да брзам на со купувањето на акциите, мислам кај нас, може секое правно лице да ги искористи акции за задолжување за кредит. Користи како еден вид на депозит за доколку е потребна дополнителна ликвидност. Исто така тие представуваат и предмет на наследство. Не дај Боже доколку почине инвеститор се на негово оставинска постапка може да се представуваат на наследство. Тоа е исто позитивен случај инвестира. Да. Значи на запад акциите 80% се остават на наследниците. Значи најчесто првата генерација купува акции за да ги остави во некоја фаза на нивните деца, на нивните потомци, така да од 80% од акциите што се оставаат во наследство во запад остануваат на идната генерација. Никој не ги продава првата генерација, условно кажам. И сега уште едно имам подпрашање пред да одиме на следното прашање. Моето подпрашање е дали има рок, пример, ако некој сака да инвестира, без разлика дали во фондови, за врзниците знаеме дека има рок. Прашањето ми е за фондови и за акции. Дали има рок, пример, еве сега јас сакам да инвестирам 5000 евра, и дали има рок кога јас можам да ги продадам тие акции и повторно да си ги земам како фиат валути, денари? Еве, јас ќе кажам, значи нема рок. Не се како врзниците, не ги за средствата и по депозит кај што ги тие ви се ликвидни. Може да ги продадете и средства на вашата сметка. Значи не подлежи ниту и тие фондови на определен рок. Ги купувате и дека ви се потребни пари, ги секако тука може да се појави капитална добивка во зависност од временскиот рок. Тука да се подоврзам само на колегата, од поглед на рокот, мислам ова се технички детали, банкарско поранување. Најрано што може ги продаде акциите се 2 дена после купувањето. Пример, купуваме акции во среда, најрано што може ги продаеме петок. Тоа е заради тоа што има позадинско поранување со светскиот депозитар, треба време 2 дена да се направи трансакцијата, средствата да легнат кај продавачот и акциите да легнат кај купувачот. После тоа веднаш може да продаде. Да, сепак е флексибилно. Предноста е што се многу ликвидни и може веднаш да се ликвидираат, условно кажано, значи одма може да се продадат без проблем. Сме продавали им доста големи износи, значи без проблем за 10 секунди се завршува трансакцијата. Така, супер. Фала на вашите одговори. Наредното мое прашање е сакам да подискутирам со вас двајца за вашите стратегии. Какви се вашите стратегии кога менаџирате одредено портфолио? Како го менаџирате, пример, еве сега ние сме во рецесија 1 година. Преходно имавме висока инфлација. Финансиските пазари веќе 2 години се на еден, би рекол, bear market, значи во еден мечкин пазар, што би рекле на македонски. Значи не се многу баш позитивни во овој момент за многу луѓе што сакаат да навлезат во инвестиции. Но меѓутоа, без разлика, јас многу пати сум зборувал дека многу е битно, ако сакаме на вистина ние да направиме промена, ако сакаме на вистина ние да
да направиме едно портфолио, една инвестиција каде што може многу повеќе да расте, тогаш моментот е bear market. Јас тоа милиарда пати сум го зборувал. Колку е битно да се фати bear market, колку е битно кога се цените долу да се почне со инвестирање. Но меѓутоа мене сега прашањето за вас ми е. Пример да речеме некој вложил лани. Ние знаеме дека веќе еве година и пол веќе ние сме во еден лимбо ситуација, би рекол, ни горе ни долу, значи во еден бер ситуација каде што пазарот обично е стагнантен, исто така имаме помала ликвидност во сите финансиски пазари, дури што е изненадување за мене, имам приметено, пошто јас се следам макроекономијата, дури има намалена ликвидност и во обврзници, што е интересна работа многу и не е секојдневна ситуација. Моето прашање е, што ако пример некој лани вложил, да речеме, еве сега кажуваме на бројка 10.000, пример, горе-долу најверојатно како што ги гледам, јас ги следам редовно овие америчката берза пред се следам, искрено да ви кажам, Nasdaq SP500, значи од стокс, од акции, тоа го следам најчесто и гледам дека се во една стагнантна ситуација. Како вие тоа го менаџирате во еден ваков период? Значи вака, јас ќе почнам. Во ваков период, кога е една стагнантна ситуација, пред се прво би видел преференциите на инвеститорот. Дали е многу конзервативен, дали е обично се едноставно пола, не толку многу конзервативен, меѓутоа сепак предпазлив инвеститор, или дали е по-настроен кон ризик. Генерално, колку еве да почнеме со некој конзервативен инвеститор, колку е конзервативен, би поставил blue chip компании, да речеме, односно компании кои се веќе етаблирани на пазарот, кои што има долга традиција, како Coca-Cola, Nike, Ford, Microsoft, Mercedes, пример, да ме разбере пошироката јавност. Тоа се компании што има традиција на постоење последните 150-200 години, исплаќаат дивиденда најчесто и долгорочно, кога ќе го видиме графикот, постојано они на долг рок растат. Може на краткорочно имат флуктуации, меѓутоа на долгорочно растат. Значи некој што е конзервативен инвеститор, во 80% од портфолиото би подел по такви акции. 20% би го ставил во технолошки акции и во growth компании, кои што ние ги викаме, компании од како што се електрични возила, на пример, artificial intelligence, fintech компании, кои што имат потенцијал да растат. Затоа што сепак, како што знаете, 2022 година беше многу лоша за овие технолошки компании. Значи, еве, на пример, да кажеме Тесла акцијата на Илон Маск, сите го знаеме кој е Илон Маск. Тесла акцијата на својот all-time high беше околу $360, после неколките спита кои што ги имаше. За илустрација на најниско ниво падна на $105. Че сега некој инвеститор купил Тесла во момент кога била $360, кога паднала најниско, он ќе изгубил некаде околу 75-77% од својата вредност на акциите. Што значи дека тоа не може да го поднесе секој еден. Меѓутоа, од друга страна, еве Тесла сега кога почна да се враќа, се врати исто доста, веќе некаде од прилика $270-280, што значи не е уште на највисокото ниво, меѓутоа и доста врати вредноста назад, кој што кажа ти во токму таа лимбо ситуација сме сега. Сега моментално не сме ни многу високо, не сме ни многу ниско, сега сме некаде на средина. Меѓутоа да се навратиме на темата, кај овој што е по-предпазливиот инвеститор би го ставил да кажеме 60 или 50%, зависи ако малку е по-ризичен, или можеби не знам 70 во овие етаблирани blue chip компании, додека остаткот од 30% од средствата би ги инвестирал вакви високотехнолошки компании и компании со можност за висок раст. Сега нормално имаме некои ризични инвеститори, најчесто тие се помлади дечки, 20-25, можеби 30 години, што имат доста долг инвестициски хоризонт пред нив до пензија, на пример имаат уште 34-35, некои 40 години до пензионирање, и они знаат дека времето работи за нив и дека сакаат да играат по-агресивно. Таквиот агресивен инвеститор би го препорачал да бидат 80-90% технолошки акции и у high growth компании, поврзани со artificial intelligence, fintech, иновативни компании што иновираат кои нови производи, едноставно компании што имаат потенцијал утре да порасат 5, 10, 15 пати, 20 пати да донесат ритърн. Таква, например, еве ќе кажеме пак на Тесла, ќе се навратиме. Тесла е класичен пример на иновативна компанија, disturbing industry што се вика, односно индустрија што сака да донесе промена. Значи Елон Маск е пионирот што почна комерцијално масовно производство електрични возила. Сега тие што верувале во него, например, во 2008-2010 година, па и во 2013, гледав графикони, $65 се купувала акцијата во 2013.
Највисоко пред да бијат овие два сплита, акцијата дојде негде кумулативно околу $4,000. Еве нека биде и 3,5 да кажеме за грубо муабете. Значи тоа е околу 40 пати поврат ако од 2013 си ја купил акцијата Тесла само 9 или 10 години. Таков поврат значи ретко која акција може да перформира. Меѓутоа кај тие акции има и ризик. Може неколку пати Илон Маск бил до банкрот, се спасува последен момент, што значи ти не можеш да влезеш да ги ставиш те пари од Тесла, не е рационално пред се. Меѓутоа доколку си управо, ќе заработиш многу, доколку не си, може твоите средства да бијат и на нула. Затоа се зависи пред се од каков е инвеститорот и врз база на него треба да му направиш портфолио. Без разлика дали е рецесија, бул маркет или bear маркет. Тука би се надоврзал јас. Во време на рецесија зошто се претендира да се вложуваат во blue chip компании? Затоа blue chip компании се здрави компании. Компании кои што толку не реагираат на пазарните промени. И затоа се насочуваме сите кон тие blue chip и здрави компании. И поголем процент да се вложуваат од средствата во blue chip компании, а помал дел од средствата во технолошки компании. Затоа што разликата е технолошките компании се далеко поволатилни за разлика од овие blue chip компании. Овие blue chip и здрави компании се компании за надолкрок. Технолошките компании се компании кои што на среден рок или на краток рок можат да избијат доста високо, но можат и да одат надолу доста надолу. Еден пример Дали можеш да ми дадеш неколку примери на тие што се постабилни? Постабилни, еве ќе ги кажам, Nestle, Nike, Coca-Cola, Visa, Mastercard, би ги кажал. А од друга страна кај технолошките компании, еве чист пример може да го дадеме како Nvidia. Nvidia, голем дел од клиентите кои што купија на рецимо на 200 или на 190 и најнаш со сите извештаи кои што искочи компанијата се вивна на 430, 440. Тука сакам да кажеме дека на толкав краток рок колку може да се заработи, но исто така колку може и да се загуби. Но сепак таа е акција на технологијата, таа е поволатилна. Таа акција технолошка компанија која што се развива со технологијата. Исто еве се надоврза многу интересно за Nvidia. Ако купува некои инвеститори на 200, на 220, 230 долари. Nvidia кога падна, кога беше значи 2022 рецесијата, мислам кризата, големиот bear маркет за технолошки компании, падна најниско на 112. И после почна се качува 112, 130, 160, 190, што кажа колегата, и од 190 буквално во период на 2-3 месеци експлодира на 460 долари. Значи параметрите на Nvidia кога ќе ги видите, фундаменталните извештаи, финансите извештаи, фундаменталните параметри се неверојатно високи, а акцијата постојано расте. Таката и технологијата нема никои правила, меѓутоа да. Од друга страна треба да видиме дали не секој инвеститор може да издржи кога купил акцијата на 200 долари да му падне на 112. Не секој може да го поднесе тоа. Сега кога заработуваме 2 и 3 пати повеќе е супер, меѓутоа кога ќе изгубиме на пример 40-50% од вредноста, не секој може да го издржи тоа. Јас велам, значи, ако некој не може да издржи таков потрес, таков пат, да не влегува во тој случај тој не треба да биде инвеститор, може да си работи некаде за платичка и да биде заробен во тоа тркалце на survival, на преживување, и тука му е сигурно. Тука му е сигурно дека сиромав се родил и сиромав ќе умре. Тоа е сигурно. Значи, затоа јас многу пати сум кажувал. Значи, не постои ништо во овој свет без ризик. Прво тука да почнеме. Втора работа, ние, секој еден човек, тоа треба да го разбере, јас многу пати сум го кажал, еве, повторно ќе го спомнам, мора да се инвестира, бе, луѓе, мора да се инвестира ако сакате да направите прогрес во вашиот живот. Ако сакате, значи, нешто, но меѓутоа, кога станува збор за инвестирање, ова сакам да го кажем, но сум го спомнал и преходно, се инвестираат пари кои не ви требаат за секојдневни трошкови. Значи, тоа на сите сум го кажувал. Пример, да речеме, имаш 5000 евра во банка, ги штедиш. Тие што се штедачи се најголеми губитници, најголеми лузери што постојат во светот. Значи, јас никогаш не сум штедел, јас сум инвестирал. И секогаш им кажам на луѓето, инвестирај. Ако имаш ти пари да ги штедиш, да стојат само да збираат
прашина и да губиш 20% секоја година од тие пари, повели штеди. Но меѓутоа, ако сакаш нешто да постигнеш во животот, дефинитивно мора да се вложи во финансиски пазари, без разлика дали се акции, дали се комодитети, врзници или криптовалути. Значи мора вложување во финансиски средства. Тука сигурен сум дека сите се согласуваме.